Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. Додека Куманово е во шок по завчерашното убиство во населбата Средорек, каде што при интервенција на семено насилство животот го загуби 36-годишниот полицаец Горан Станишковски. Јавноста е потресена од нов несреќен случај во Куманово. Во текот на вчерашниот ден се удајило 13-годишно девојче во базенот на напуштениот комплекс Стара Бања во село Проевце. Малолетно девојче, родено 2003 година, се удавило вчера попладне во базентот на напуштената и руинирана Стара Бања во кумановското село Проевце. Според информациите од МВР, во текот на вчерашниот ден, односно во 15 часот и 45 минути, во СВР Куманово медицинско лице пријавило дека пред базенот со лековита вода се наоѓа починато девојче. Девојчето околу 15 часот и 30 минути со уште две другарки дошло на базенот, скокнало и од другарките биле забележани знаци на давење, пошто тие се обиделе да ја спасат укажувајќи и прва помош. Медицинското лице од титната помош констатирало смрт кај девојчето. 13-годишното девојче живеело во местноста Старо Лусје во населбата Перо Чичо. Семејството чефери на удавеното девојче видно ожалостени не сакаат да зборуваат пред камера. Таткото на девојчето бил на работа во Црна Гора, од каде ноќта се вратил поради несреќниот случај. Инаку семејството имаат уште 3 деца. Старата бања, која изобилува со термичко минерална вода во Проевце, е дадена под концесија на фирмата Премиум Минерали од 2012 година. Денеска увид на местото на настанот изврши јавен обвинител из СВР Куманово. Во населбата Средорек при интервенција на семено насилство животот го загуби 36-годишниот полицаец Горан Станишковски. Тој заедно со своите колеги интервенирал за обезбедување и приведување на 33-годишниот ЕБ, кој бил со нарушено психичко здравје. Лицето ЕБ е приведено и му е одредена мерка 30-дневен притвор. 36-годишниот полициски службеник ГС почина вчера вечер во болницата во Куманово од повреди кои ги доби од нож при интервенција за приведување на 33-годишниот ЕБ од кумановската населба Средорек. МВР соопшти дека вчера итна помош пријавила дека во населбата во куќата на 72-годишниот МБ неговиот син физички ги нападнал и повредил неговите мајка и сестра. Веднаш потоа од полициската станица во болницата била упатена екипа за интервенција од двајца полициски службеници кои извршиле разговор со повредените. Од разговорот било констатирано дека се работи за лице со нарушено психичко здравје, кое било многу агресивно. По насока на дежурниот во полициската станица, екипата за интервенција се упатила да даде асистенција на итна медицинска помош за обезбедување и спроведување на ЕБ во соодветна медицинска установа. Со оглед на тоа дека се работело за агресивно лице со нарушено психичко здравје, на местото на настанот била испратена уште една група за интервенција од двајца полициски службеници. На местото на настанот, полициските службеници ги пречекал неговиот татко и им рекол дека тој се наоѓа во куќата. Сите четворица полициски службеници се упатиле внатре, но поради тесниот пристап до влезот, прв бил сега починатиот, а по него останатите. Кога влегле внатре, лицето замавнало со стаклен предмет кон нив, но никого не повредило. Во тој момент, сега починатиот забележал дека напаѓачот има нож и им рекол на колегите да се повлечат. На излегување им рекол на колегите дека најверојатно е повреден со нож и дека имал крв на грбот. Повредениот полициски службеник со возило на итната медицинска помош веднаш бил префрлен во Кумановската болница, каде како итен случај бил примен на хируршкото одделение, каде започнала реанимацијата на градниот кош. Меѓутоа, по кратко време им подлегнал на повредите. Полициските службеници кои останале на местото на настанот по кратко време го совладале ЕБ и го привеле во секторот за внатрешни работи Куманово. Во присуство на јавен обвинител, екипа на Кумановската полиција изврши увид на местото. Веднаш по увидот, надлежниот обвинител издаде наредби за обдукција на починатото лице и за вештачење на трагите и материјалните докази пронајдени на самото место. Напаѓачот е приведен веднаш по инцидентот.
Станува збор за лице кое претходно повеќе пати било хоспитализирано за психијатриско лекување, соопшти обвинителството, од каде што наведоа дека последен пат од психијатриската болница во Скопје бил пуштен дома пред една недела на 25 јули на барање на неговиот татко. За напаѓачот, надлежниот јавен обвинител ќе предложи мерка притвор. Инаку лекари од медицинскиот центар Куманово во повеќе наврати барале асистенција од полицијата при укажување лекарска помош на лицето ЕБ, кој подолг период престојувал во психијатриската болница Бардовци во Скопје. Од Кумановската болница денеска не прецизираа со какви повреди се здобил полицаецот од убодот со нож, но лекарите кои ги консултиравме велат дека веројатно се работи за повреда на некој од виталните внатрешни органи или артерија. Семејството на приведениот денеска раскажа дека нивниот син и претходно боледувал и бил агресивен. Таа вечер со тупаници ги нападнал мајка му и сестра му. Жена туја паднала на тие скали. Ќерката кој, па викамо полиција. Полиција па, видиш, не мога ништо да направи. Улегна после полиција да ga фати в нега, да ga тера оваму у болница. И после он како налете, не знамо, ја не сум бија туја унутра. Таткото жали за смртта на полицаецот и за трагичниот настан кој го потресе Куманово. Како не ме знам. И ми немаме воля. И он млад, отиде и овој му. Куманово е во шок по убиството на полицаецот. Тој бил професионалец во својата кариера. Денеска неговите колеги и сограѓаните на социјалните мрежи се простуваа со починатиот припадник на секторот за внатрешни работи Куманово. Секторот за внатрешни работи Куманово информираше дека по повод од обележување на националниот празник Илинден на 2 август во меморијалниот центар Асном, каде што ќе се одбрати председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, ќе се применува посебен сообраќајен режим. На манифестацијата, чиј почеток е закажан за 11 часот по повод 72 години од бележување на првото заседание на Асном во меморијалниот центар, предвидено е да се обрати председателот на државата Ѓорѓи Иванов, па затоа СВР Куманово ги информира граѓаните кои ќе ја проследат манифестацијата да пристигнат во меморијалниот центар најдосна до 10 часот. Поради пристигнувањето на високите гости ќе биде применет посебен сообраќајен режим со запирање на моторните возила на магистралниот пат во правец и пропуштање на службените возила со првенство на минување. Учесниците во сообраќајот треба да ги почитуваат правилата и прописите. Поради високите температури, СВР Куманово апелира до граѓаните кои ќе присуствуваат во центарот да ги преземат превентивните мерки за евентуално настанување на пожари. СВР Куманово на граѓаните им го честита празникот и ги повикува на заедничка прослава во меморијалниот центар Пелинце. Заразната жолтица е болест на нечисти раце, од која најчесто заболуваат децата, но чести се и случаите во кои возрастните стануваат жртви на оваа болест. Лекарите укажуваат дека основна превенција за хепатитис А е иста и кај другите цревни заразни заболувања, односно редовно одржување на лична и општа хигиена. Континуираните едукации на населението за секојдневно одржување на добри хигиенски навики е најдобар начин во превенцијата на вирусниот хепатитис А. Правилното миење на раце со сапун и со хигиенски исправна вода по секое користење на тоалет, прети во текот на подготвувањето на храната, како и пред секое консумирање на намирници, сосема е доволно да се спречи контактното ширење на оваа инфекција. Лекарите укажуваат дека во детската возраст, посебно во првите години од животот, болеста е блага и често поминува незабележливо. Меѓутоа, инфекција кај возрастните лица може да добие потешка форма. Болеста обично поминува спонтано и никогаш не поминува во хронична форма. Заразната жолтица од тип А, кој е ентеровирус, значи се пренесува преку дигестивниот тракт, преку прљавите раце, најчесто заболуваат децата во предучилишната и училишната возраст, поради тоа што се уште тие деца не се припремени да ја одржуваат својата лична хигиена. Но тоа се демантира со последната епидемија во Штип која имавме пред година и пол, каде што напротив, а жолтицата се регистрираше кај возрастни лица, а не кај децата. Значи, не постои некое денеска правило.
Вакцинирањето против хепатитис А се препорачува за одредени ризични категории на граѓани, најчесто на патници кои патуваат во ендемски подрачја и во земји со лоши хигиенско-санитарни услови, на лица кои работат во производство на храна, лица кои работат во комунални предпријатија, лица кои работат со вирусот во истражувачки лаборатории. За да се спречи болеста, задолжително е пријавување на сите заболени лица, да се спроведува постојана дезинфекција, како и крајна дезинфекција на излачените материи од болниот и предметите со кои заболениот бил во контакт. Како што најави градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски, денеска свечено ќе биде пуштен во употреба отворениот и затворениот базен во Куманово во пресрет на празникот Илинден. Тој ги повика кумановци вечерва да присуствуваат на отварањето, кое ќе биде проследено со културно-уметничка програма на која ќе учествуваат пејачи и групи од градот. Граѓаните задоволни што ќе се отвори базенот, но бараат да има корекција на цената за билетите, тие да бидат со пониски цени. Градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски претходно на одржаната пресконференција најави дека на 1 август во пресрет на Илинден на платото пред базенот во 20 часот свечено ќе биде пуштен во употреба затворениот и отворениот базен лоциран непосредно до спортската сала во Куманово. Цените нагласи се различни, за деца до 7 годишна возраст е бесплатно, за деца од 7 до 14 години е 75 денари, додека за возрастни 150 денари. За затворениот базен, па како што нагласи поради повисоките трошоци за одржување, цената е 200 денари. А за внатрешниот базен дневна карта е 200 денари, бидејќи знаете таму имаме енергенси, таму имаме хемикалии за одржување и така натаму. Граѓаните се задоволни што базенот конечно ќе проработи и ќе може да го користат. За цените велат дека би требало да бидат пониски, да се прилагодат според платите и можностите. Мислам дека би требало да ги спуштат на околу 100 денари, бидејќи сепак стандардот во нашата држава, за разлика од другите држави, е многу понизок и би требало според платите да се гледа да биде прилагодливо, но сепак мислам дека се окей и дека би можело да биде пониско, но сега и добро исто така. Добро барем што го направиле. Така ти планираш да го посетиш, што мислиш за вакво нешто во Куманово? Па мислам дека како млада индивидуа во Куманово нема многу места што да се види и затоа супер што направиле ваков базен во прв случај, за да имат младите како мене каде да одат. Би требало да се отворат и други работи, не само тоа. Нормално се за кај нас. Нормално. Немамо нешто тако. Треба да има још. Што друго му недостига на Куманово да има? Па да има такви базени, фудбал да се игра нешто, тако. Во спортскиот комплекс ќе може да се одржуваат професионални спортски надпревари, каде со посебна програма ќе биде вклучен училишниот спорт, пливачките клубови и рекреација за граѓаните. Градоначалникот посочи дека во комерцијалниот дел во иднина е планиран спортски комплекс преку јавно-приватно партнерство или концесионерство, хотел кој ќе има капацитет за 48 гости со ресторан, продавница за спортска опрема, кафулиња и изрази надеж дека на овој начин ќе се острана досегашните недоследности околу сместувањето на спортските екипи и гостите во градот. Државната изборна комисија соопшти дека до денеска до 13 часот 756 граѓани се пријавиле за да го регулираат своето избирачко право. Државната изборна комисија соопшти дека до денеска до 13 часот 756 граѓани се пријавиле за да го регулираат своето избирачко право. Од пријавените, како што информираат од ДИК, 207 се пријавиле во подрачните оделенија и канцеларии и дополнителни канцеларии на Државната изборна комисија, додека 549 за пријавување искористиле веб апликацијата на интернет страницата на ДИК. На вкупно 39.502 граѓани не им се совпаѓаа податоците при вкрстени проверки за прочистување на избирачкиот список и беа ставени на посебен список. Тие имаат рок до 19 август да се пријават до Државната изборна комисија, за да го регулираат своето избирачко право и да достават валиден личен документ на проверка, пошто ќе бидат вметнати во избирачкиот список.
Младите актери од драмското студио на Националната установа Центар за култура од Крива Паланка учествуваа на еднонеделниот театарски фестивал на отворено Варошко позориште Хистрион во Прокупле, Србија. Оттаму се вратија со меѓународно признание за најдобра главна машка улога со која се закити Јордан Велковски. Во конкуренција на 7 српски театарски ансамбли од Алексинац, Ниш, Пожаревац, Белград и Прокупле, кривопаланечкиот актер Јордан Велковски од драмското студио на Националната установа Центар за култура Крива Паланка ја освои наградата за најдобра главна машка улога во представата Огнена љубов. Вкупно 12 членови, представата се вика Огнена љубов. Представата е адаптација на представата На игло од Владимир Ѓурѓевиќ. И јас додадов текстови од Јосип Коцев, додадов текстови од Дејан Дуковски, имаше мали одредени реплики од Горан Стефановски со цел да ја збогатам представата и затоа беше адаптација и ја нарековме Огнена љубов. Добро се покажавме и пред се би сакал да дадам една огромна благодарност до градоначалникот на општина Крива Паланка, господинот Алексовски, кој што секогаш ги поддржува не само театарските, туку и сите други културни манифестации на општината и секако нашиот директор Александар Ангелов при Центарот за култура. Режисерот и раководител на студиото Глигор Цветковски рече дека представата е адаптација на текстот На игла од Владимир Ѓорѓевиќ, а селекторот, познатиот српски режисер и актер Душан Јович, одлучил истата да биде дел од програмата на вториот театарски фестивал на отворено на Варошко позориште Хистрион во Прокупле, Србија, насловен Бескрај на 10 квадрати. Јас сум задоволен, презадоволен со настапот. Сите настапи се одвиваат и на отворено и во затворен простор, во сали театарски. Така да тоа е еден прекрасен театарски фестивал со наслов Бескрај на 10 квадрати и во принцип е концепиран да биде на отворен простор, меѓутоа поради одредени временски услови некои представи, како и нашата, беа дадена во театарската сала во општина Прокуп. Наградениот актер, која понесе титулата најдобра главна машка улога, Јордан Велковски, рече дека експресијата на емоции и неговото соживување со улогата на Огнен, ликот кој го глуми, биле пресудни жири комисијата и публиката да му ја доделат наградата. Мислам дека жири публиката падна на емоционалните делови, каде што успев да ми потекат солзи, деловите каде што енергијата имаше големо влијание. Тие делови најчесто ми вршат големо влијание кај публиката и кај жирито и кај останатите актери. Целата екипа, режисерот, споредните ликови, епизодните, епилозите, сите имат едноставно еден дел кој придонесува драмата да биде се подобра и подобра. Драмското студио при Националната установа Центар за култура Крива Паланка моментно брои 30 на членови кои во текот на годината се представуваат со детски новогодишни представи, представи за училиштата. Формиран е и прв ансамбл, 5 на членови со долгогодишно искуство, кои ја подготвуваат представата Не игре на англичаните, со која ќе настапат на меѓународниот театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски, кој во септември ќе се одржи во Крива Паланка. Македонскиот министер за економија се сретна со министерот на Обединетите Арапски Емирати за Република Македонија, кој соопшти дека Емиратите се заинтересирани за унапредување на економската соработка со Македонија. Министерот за економија Дритон Кучи оствари средба со новоименуваниот амбасадор на Обединетите Арапски Емирати за Република Македонија со седиште во Рим, Сагер Насер Ал-Раиси. На средбата одржана викендов, министерот Кучи ја истакна досегашната добра соработка меѓу двете земји, согласно досегашните договори за соработка кои представуваат основа за интензивирање на економските односи и привлекувањето инвестиции во интерес на двете земји. Амбасадорот на Обединетите Арапски Емирати, како што соопшти Министерството за економија, Ал-Раиси, изразил подготвеност за унапредување на соработката во повеќе области, особено во областа на трговската размена, научната и технолошката соработка, како и соработката во областа на земјоделството и туризмот. А министерот Кучи ги представил условите за инвестирање во Република Македонија и дел од проектите кои би можеле да бидат атрактивни за арапските бизнисмени. Министерот и амбасадорот изразија задоволство од средбата и заемно уверување дека во периодот кој следува ќе се изнедат нови форми за проширување на билатералната соработка во области кои ќе бидат од заеднички интерес. Експертите прозбореа за исчезнатиот малезиски Боинг. Поранешната министерка за одбрана Јурико Коике е прва жена на место градоначалник на главниот јапонски град Токио. Во Русија откриен компјутерски вирус за шпионажа. Свето денеска.
Водичкиот светски експерт за истрага на авионски несреќи Лери Венс изјави дека е убеден од малезискиот авион кој што во 2014 година исчезна на летот Куала Лумпур Пекинг бил намерно урнат во морето. Според него ерозијата долж рабовите на досега пронајдените делови од крилјата укажува на тоа дека авионот контролирано паднал во морето. Ерозијата на водата со висок притисок на крилјата можела да се создаде само ако авионот бил насочен кон морето. Единствено силата на водата може да направи такви оштетувања на крилјата. Крилјата не се скршени. Кога би биле, тоа би бил чист пат, појасни авиоекспертот. Венс, кој досега водел над 200 истраги на авионски несреќи, нагласи дека и тоа што досега не е пронајден трупот на авионот е еден од факторите кои сугерираат дека тој паднал во контролирани околности. Авионот Боинг 777 со 239 патници и членови на екипажот на летот од Пекинг до Куала Лумпур исчезна на 8 март 2014, а представниците на истражниот тим велат дека водат истрага за тоа дали пилотот намерно го урнал авионот во последен момент. Австриската армија го презеде чувањето на странските дипломатски представништва и сличните установи во Виена. Вооружените сили ќе се грижат за безбедноста на 24 објекти во 6 виенски окрузи. Вкупно 110 професионални војници ќе ги исполнуваат задачите во рамки на акцијата за пружење поддршка на полицијата. На тој начин полицијата може да се посвети поинтензивно на задачите поврзани со миграцијата и спречување и расветлување на криминалот, прецизираше во соопштение министерот за внатрешни работи Волганг Соботка. Министерот за одбрана Ханс Петер Доскоцил нагласи дека војниците се подготвени за извршување на своите нови задачи. Поранешната министерка за одбрана Јурико Коике е прва жена на место градоначалник на главниот јапонски град Токио. Како што пренесуваат светските медиуми, Коике е членка на владеачката либерално-демократска партија, а во трката за градоначалник има уште 20 противници. Таа е избрана со 2,9 милиони гласови на изборите во неделата, победувајќи ги своите противници со голема разлика. Еден од нејзините клучни предизвици е намалување на финансиските проблеми кои го мача Токио во подготовките на Олимпијадата 2020 година. Скандалите поврзани со олимписките игри присилија на оставка двајца нејзини претходници. Го чувствувам притисокот на оваа победа, но сакам да ја поттурнам градската власт како нов градоначалник, рече Коике. Руската разузнавачка служба откри компјутерски вирус за шпионирање во компјутерските мрежи на 20 државни институции и компании од областа на одбранбената индустрија, соопшти разузнавачката служба. Федералната служба за безбедност откри софтверски вирус за кибершпионажа во компјутерските мрежи на околу 20 организации чии седишта се наоѓаат во Русија. Председателската кампања на Хилари Клинтон била хакирана како дел од големиот кибернапад врз Демократската партија на САД и нејзините институции, јавуваат американските медиуми. Повеќе американски политичари од оваа партија изразија јавен сомнеж дека станува збор за кибернапад на агенти кои работат за руската влада. Постои стравување од и Русија можеби се обидува да се вмеша во сегашната американска председателска кампања, но Москва категорично ги отфрла ваквите обвинувања и тврди дека во прашање е отровна антируска кампања што ја спроведува официјален Вашингтон. Турските власти пак пресретнале шифрирани пораки меѓу приврзаници на имамот Фетулах Ѓулен кој живее во САД пред обидот за пуч на 15 јули. Со тоа Анкара добила десетици илјади имиња на луѓе од неговата мрежа, изјави турски представник. Според него турската разузнавачка служба МИД почнала да дешифрира пораки кои се упатени преку апликацијата Бейлог во мај-лани, објави Гардијан. По акцијата руските власти добиле речиси 40.000 имиња на приврзаници на проповедникот, од кои голем број се директно поврзани со обидот за пуч. Најдобро рангираната тенисерка од Македонија, тетовчанката Алина Ѓорчевска, иако последните неколку дена немаше настапи по турнири, таа сепак забележа прогрес во ВТА ранкингот. Најдобро рангираната тенисерка од Македонија, тетовчанката Алина Ѓорчевска, иако последните неколку дена немаше настапи по турнири, таа сепак забележа прогрес на ВТА листата. Според најново бодување и табела, Лина Ѓорчевска забележа скок од 219 на 215 позиција на ВТА листата, што е уште покрупен чекор кон првите 200 тенисерки, што за Ѓорчевска ќе биде огромен успех. На врвот скоро и да нема промени. Серена Вилијамс уверено е прва на табелата. По неја следуваат Анџели Кербер, Симоне Халеп, која вчера славеше во Торонто, Гарбине Мугуруза, Анешка Радванска, Венус Вилијамс, Азаренка Винчи, Медисон Кис и како последна во првата десетка Светлана Кузнецова.
Најдобриот светски тенисер Новак Ѓоковиќ триумфално го заврши својот настап на Роџерс Купот во Торонто. Време е за вестите од меѓународен спорт. Најдобриот светски тенисер Новак Ѓоковиќ триумфално го заврши својот настап на Роџерс Купот во Торонто. Светскиот рекет број 1 Ѓоковиќ во финалето на Мастерс турнирот во Торонто го победи јапонецот Кеи Нишикори во 2 сета. Во првиот сет Ѓоковиќ му препушти 3 гейма на Нишикори, добивајќи го сетот со 6-3, додека во вториот љубителите на тенисот има можност да гледаат врвен тенис со голем број на атрактивни поени. За на крајот Србино да го добие сетот со 7-5 и со конечни 2-0 во сетови да го освои Роџерс Купот. За Ѓоковиќ ова е 4ти триумф на Роџерс Купот, на кој беше најдобар и во 2007, 2011 и 2012 година, а воедно за него ова е и 7ми трофеј сезонава и јубилеен 30 од Мастерс турнирите. Главната рампа во Марина де Глорија, местото каде што ќе биде организирано олимпиското надпреварување во едрење, се урна 5 дена пред почетокот на Олимписките игри во Рио. Најголемиот центар во Рио де Жанеиро за ова надпреварување пропадна делумно, што отвори нов сомнеш околу квалитетот на борилиштата за престојните Олимписки игри. Портпаролот Филип Вилконсон истакна дека плимата е виновна за овој исход, а сега ќе мора да се бараат нови решенија. Се очекува во следните 4 дена штетата да биде санирана и рампата повторно да биде функционална. Мислам дека нема да бидат загрозени тренинзите на надпреварувачите, истакна Вилкинсон. Надпреварувањето во едрење 2016 почнува на 8 август. Времето денеска сончево и многу топло, во планинските предели со мала облачност. УВ индексот изнесува 9. Тука се одјавуваме, благодариме што бевте со нас, пријатно попладне.